гледате Дневникот на Сител. Во студиото со вас Славица Арсова. Добро вечер и добре дојдовте. На почеток на Дневникот гледаме кои настани го одбележаа денот. Арсовска назначи нов директор на Скопски комуналец откако претходниот заврши во притвор. Предпријатието снемува и гориво и возила и пари. Гласачките ливчиња тргнаа од печатница кон избирачките места. Во недела нема да се гласа во 4 општини каде немаше цензус. Нови избори во јануари. Села негира дека се подготвува за влез во владеачкото мнозинство. По вчерашните тврдења навреди дека владината коалиција ќе расте. Комисијата за дискриминација утре ќе носи одлука за снимките на кои актуелниот градоначалник на Кичево дава сексуални и навредливи коментари за вработени жени. Ублажување на тензиите меѓу САД и Кина, постигнат договор за трговските царини. Што направил досега, што ветува за следниот 4-годишен мандат доколку победи на изборите? Во тема на денот разговор со Томе Христовски, кандидат за градоначалник на Крушево од редовите на СДСМ. Останете со нас, почнуваме. Градоначалничката на Скопје Данила Арсовска денеска назначи нов директор на јавното предпријатие Комунална хигиена. Со предпријатието ќе раководи Александар Јовановски, досегашен инспектор во градот. Назначувањето доаѓа во момент кога предпријатието се соочува со сериозни предизвици, од недостиг на гориво за возилата што го собираат отпадот до повеќе од 80 комунални возила кои се вон функција. Претходниот директор Устеми поднесе оставка од морални причини, откако тој и уште еден управител беа испратени во притвор поради истрагата за несобирањето на отпадот во Скопје. Детали од Мартин Арсов. Арсовска назначи нов директор на Комунална хигиена. Со предпријатието ќе раководи Александар Јовановски. На позицијата доаѓа од град Скопје, како инспектор во секторот за инспекторат, а претходно искуство имал и во секторот за локален економски развој. Александар има повеќе годишно искуство во приватниот сектор во трговија, како раководител на организацијска единица, а со работен ангажман во Сдружение за заштита и унапредување на животната средина, работел на реализација на еколошки и општествено одговорни проекти, велат од градот Скопје. Јовановски беше и сведок на Арсовска на судењето против Лјамалари за нападот на градоначалничката во Чаир. Новиот директор го чекаат многу обврски, а веројатно малку време, и една од првите работи што ќе треба да ги направи е да обезбеди нафта за комуналните возила кои го собираат ѓубрето. Во моментот во комунална хигиена има некаде околу 7 до 8 тони нафта, која што според проценките на вработените од оперативниот дел во комунална хигиена ќе им бидат доволни за наредните ден до 2. Освен горивото има и други потребни јавни набавки кои што треба да се извршат за да може истото да функционира. Според сознанијата кои што ние ги имаме, има околу 80 на возила кои што се вон возна состојба. Управниот одбор на Комунална утрово побара од Арсовска итно да постави нов директор, бидејќи во спротивно таа ќе биде одговорна за алармантната состојба со одржувањето на хигиената во Скопје. Градоначалничката вчера побара управниот одбор да именува нов вршител на должност и се повика на Законот за јавни предпријатија. Но како што објави Сител, во статутот на Комунална стои дека единствено градоначалникот може да го стори тоа. Ова доаѓа откако поранешниот директор Устеми си даде оставка од морални причини. Тој и управителот за отпад на предпријатието добија 30 дена притвор поради несобирање на ѓубрето во Скопје. Им се заканува затвор од 1 до 10 години. Мартин Арсов, Сител телевизија. Гласачките ливчиња за вториот круг од локалните избори денеска ја напуштија битолската печатница. Товарени во комбиња и камиони, тие се транспортираат до 32 општини и градот Скопје, каде во недела ќе се одржи вториот изборен круг. Исклучок се 4 општини во кои немаше доволна излезаност, па целиот изборен процес ќе се повтори во јануари. Детали од Зоран Јаневски. Гласачките ливчиња за вториот круг од локалните избори ја напуштија битолската печатница. Товарени во комби возила и камиони патуваат до 32 општини и градот Скопје, каде во недела ќе има прегласување. Право да гласаат имаат 1.013.357 избирачи, бидејќи во нивните општини ниту еден од кандидатите не го доби потребниот број гласови за градоначалничката функција.
Денес се уште во тек дистрибуцијата на доверливиот гласачки материјал до општинските изборни комисии на избирачките места каде што ќе има втор круг на гласање и на 3 избирачки места каде што ќе се гласа за членови на совет во општина Шуто Оризари, каде што ќе се прегласува согласно одлуките на управниот суд по доставените тужби по приговорите од политичка партија. Во сабота право на глас имаат болните, изнемоштени, затвореници и лицата во домашен притвор. Нивните гласови запечатени во коверти ќе ги добијат општинските изборни комисии, кои по затворање на избирачките места во недела ќе ги додадат во вкупниот број гласачки ливчиња. За гласање во домашни услови, за вториот изборен круг пријавени се 4826 лица. По пребројување на гласовите од првиот изборен круг, Државната изборна комисија утврди дека имало недоволна излезност во 4 општини, па таму ќе биде спроведена нова постапка за избор на градоначалник. Гостивар, Врапчиште, Центар Жупа и Маврово Ростуша се општините каде не беше исполнет цензусот од 33% излезност. Според изборниот законник, во овие 4 општини изборите ќе се повторат по 60 дена од целосно завршување на локалните избори. Тогаш нема да важи условот дека на гласање треба да излезат најмалку 1/3 од запишаните избирачи. Изборите на 2 ноември ќе ги следат над 1500 домашни и меѓународни наблюдувачи. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Нови преминувања во албанскиот политички блок по локалните избори најавува лидерот на Вреди Изет Меджити. Тој тврди дека постои големо незадоволство во редовите на Националната алијанса за интеграција и очекува распад на блокот предводен од ДУИ, бидејќи, како што вели, влезот на Таравари во коалицијата не ги дал очекуваните резултати. Со реакција веднаш излезе Зијадин Села, кој ги демантираше тврдењата на Меджити и порача дека останува во опозиција. Нови преминувања во албанскиот блок од опозиција во власт најавува Изет Меджити по локалните избори. Лидерот на Вреди вели дека постои голема разочараност во спротивниот табор на Националната алијанса за интеграција и очекува блокот на ДУИ да се распадне, откако влезот на Таравари не ги дал потребните резултати. Вели дека веќе има комуникација со пратеници од НАИ, а не исклучува крилото на Села да влезе во владата. Pa të shohim që të zhvillohen çështjet, unë mendoj që mbas rezultatit pres që shpërbëhet AKI-ja edhe të ketë lëvizje të reja. Nuk e mohoj, mund të edhe tjetër. A ka ndonjë bisedë, a ka apo vetëm Tash ne krejt komunikojmë kështu. Atë që mu ka përzit skena politike, do të thonë, është shumë turbulenca e mbo, derisa janë profilu këto 2 tabore. Edhe mendoj që do ketë ende турбуленца derisa të vinte ajo që duhet. Ова не е прв пат Меджити да најавува зголемување на владеачкото мнозинство, но сега по изборните резултати шансите за прекројување во парламентот и владата во албанскиот блок се зголемуваат. Села пак веднаш излезе со демант на Меджити, тврдејќи дека останува опозиционер. Вистината секогаш е чиста и неизмешана. Таа е една, не може да бидат 2 или повеќе. А таа вистина звучи вака, Изет. Ти во комуникација со мене? Не. Јас, дел од власта? Не. Јас на страната на тие што сакат да не ги укинат правата како народ? Не. Уште еднаш повторувам, ги мерам моите достигнувања во политиката според тоа колку сум придонел за тоа албанците да бидат порамноправни, а не според привилегиите на власта, напиша Села. Лидерот на крилото на Алијанса синоќа се пожали дека имало притисоци од власта врз него и негови приврзаници во струга за вториот изборен круг. Политичката логика едноставна, оној што е во очај се обидува да создаде непостоечки ситуации за да се представи како жртва во очите на гласачите, вратија од Вреди. Оттаму го повторија ставот дека коалицијата на ДУИ во струга игра заедно со левица. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Вечерва завршен митинг на ВМРО-ДПМН и нивната коалиција во Скопје пред објектот на Филхармонија. Габриела Лескова известува оттаму. Габриела, започнали собирот на ВМРО-ДПМН?
Славица, добро вечер од пред Филхармонија. Официјално се уште не е започнат завршниот митинг на ВМРО ДПМН за овие локални избори, меѓутоа се очекува да започне во секој момент. Од оно што можев досега да го забележам, мислам дека туку што пристигна лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски. Во моментот се одвива се пее химната на Македонија. Според досегашната агенда, оно што е познато говор ке држи лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски, а веднаш под него и кандидатот за градоначалник на град Скопје Орце Ѓоргиевски. Како што може да забележите од објективот на мојот колега, овде пред Филхармонија е преполно, се веат македонски знамиња и има банери од кандидатот за градоначалник на Скопје Орце Ѓоргиевски. Славица, во моментот што е да остануваме да ги следиме кораките, па ќе ги пренесеме во вестите во 21 часот. Студио. Габриела Лискова, благодарам за ова вклучување. Кандидатите кои влегува во вториот круг од локалните избори ги интензивираат активностите за промоција на своите програми. Им остануваат уште денеска и утре пред наполно да настапи предизборен молк. Вечерва, како што видовме, започнува централен митинг на ВМРО ДПМН, од кои пораките ќе ги имаме во вечерното издание. Герасимовски најави дом за стари лица во општина Центар. Во програмата за втор градоначалнички мандат предвидува изголемување на еднократната парична помош од 2500 на 5000 денари за пензионерите. А во следниот мандат, овој надоместок го зголемуваме од 2500 на 5000 денари. Продолжуваме со грижа за највозрастните, преку проектот Центар се грижи за возрастните и итно копче, како и со организирање на бесплатни еднодневни екскурзии низ Македонија, за да им овозможиме на нашите сениори дружење, рекреација и активна социализација. Ново смарт осветлување со кое ќе се постигне поголема заштеда на финансиските средства за општина Аеродром, најави кандидатот за градоначалник од СДСМ. Систем за јавно осветлување што ќе креира заштеда на средствата. На почетокот овој проект ќе го имплементираме во јавните паркови, дворовите на сите детски градинки и основни училишта низ општината. Потоа ќе продолжи и кон замена на јавното осветлување и на сите улици и паркинзи во општината. Овој проект ќе овозможи енергетска ефикасност и заштеда на финансиските средства. Плоштад Феникс како символ на нова надеж и иднина во општина Центар, најавува кандидатот од ЗНАМ. Лабудовиќ планира паркот да биде во рамки на новата општинска зграда, каде предвидува и 300 подземни паркинг места. Во стадот ќе ја раскаже приказната за Центар и центарци. Феникс ќе никне во рамките на новата општинска зграда која ќе биде пример за еколошка, самоодржлива и современа архитектура, со повеќе од 300 подземни паркинг места, уметничка галерија и прв детски креативен центар и бројни содржини во корист на граѓаните. Програма за активно и здраво старење најави кандидатот за градоначалник на општина Карпош од ВМРО ДПМН. Лукровски во својата програма предвидува парична надомест за највозрастните од 20.000 денари, иницијатива преку која ќе може да се вклучат активно во општествениот живот. Ќе можат активно да се вклучат во општествениот живот, да го споделат своето знаење и животните искуства и при тоа да добијат месечен надомест од 12.000 денари. Преку оваа иницијатива, пензионерите ќе имаат можност да учествуваат во активности за зголемување на безбедноста во училиштата, разобувување на малата, поддршка на младите преку пренесување на знаења и животни вештини, грижа за болните и изнемоштените. Кандидатите кои влегува во вториот круг за избор на градоначалник имаат уште еден ден за кампањските активности и промоција на проектите со кои ја бараат довербата. Во недела граѓаните ќе избираат градоначалник во 32 општини и град Скопје. Мирјана Давидовска, Сител телевизија. А за програмата за Крушево, што е досега направено, а што се ветува за следните 4 години, Валентин Николовски разговара со кандидатот на СДСМ Томе Христоски. Господине Христоски, добро вечер, ви благодарам за учеството во тема на денот во Дневникот на Сител. Добро вечер до вас и до гледачите на Сител телевизија. На овие локални избори барате трет мандат поред за да раководите со општина Крушево, би рекол еден од доајените на локалната самоуправа во земјава. Кој е мотивот за да се бара уште еден мандат од крушевчани? Изминатиот период од 8 години се посветивме искрено не само на Крушево, туку и на сите населени места од општината. Градевме равномерно, разумно и одговорно. Се однесувавме домакински и кон општината, и кон се она што значише буџет и разумно трошење на парите кои ги инвестираат, односно ги вложуваат својот капитал, мислам граѓаните. Исто така се посветивме искрено на горливи
прашање и потреби на сите наши сограѓани. Не само во градот, туку и во сите населени места. Изградивме, реконструиравме, саниравме околу 50 километри локални и регионални патишта во и околу Крушево, и ова е период каде што покрај тоа што ги поврзавме градот со сите населени места и регионалните патишта со соседните општини од Крушево, сега овој период сакаме исклучиво да се вклучиме и да решаваме суштински проблеми внатре, во Крушево и во секое населено место. И од тука најавувам по еден капитален проект во секое населено место, најмалце по еден проект, и ќе се насочиво исклучиво на Крушево. Тоа е едната страна. Има нешто што во овие 2 мандати, 8 години не сте оствариле, па од тоа што сте го ветиле, па сакате уште еден мандат? Па имаме доста проекти кои сме ги сработиле изминатиот период и граѓаните тоа го препозна на предходните избори, така да продолжуваме заедно, и затоа викам заедно еднакво е важно Крушево, затоа што Крушево е на сите и го чувствуваме како символ на државата. Не, имаме проекти кои се од ветеното. Од ветеното веќе се над 90% реализирани проектите, и проекти кои веќе сме ги започнале, но не се завршени. Имаме обврска да завршиме и доста проекти кои се горливи прашања и потреби на сите наши сограѓани. Во вториот круг влегувате со предност од околу 360, не околу, него точно 361 глас, така? Пред вашите конкуренти, односно вашиот главен конкурент и во вториот круг, Нико Чонески од ВМРО ДПМН, другите двајца освоија вкупно 268 гласа. При излезност од 67,28% како што беше во првиот круг, какви се вашите очекувања во однос на резултатот, но и излезноста од и според овие бројки, само тоа може да ви направи разлика? Излезеноста беше голема, за разлика од целата територија на државата. За овие претстојни локални избори во Крушево имавме 4 кандидати и покрај тоа имавме разлика од 361 граѓани плюс кои гласаше за нас, и е довербата огромна кон мене. Очекувам овој круг да биде најмалце двојно поголема и убедлива победа, затоа што е ова навистинска референдумско изјаснување на сите наши сограѓани каде сакаат Крушево да го гледаат. Или во апатија за последното запоставено, или кон иднината, прогресот и развојот. Сега за тоа да биде така, ако ви изберат за нов мандат, бројките велат 5 советнички мандати за СДСМ, 4 за ВМРО ДПМН, по 1 за ДУИ и Вреди. Доколку станете градоначалник, ќе треба голема умешност за да имате поддршка од Советот. Дали таму веќе имате договорени коалиции? Немаме договорени се уште коалиции, но преговорите се во тек на советничко ниво, но и на меѓупартиско ниво, и веќе имаме мнозинство во Советот, така да граѓаните ќе бидат рамнодушни во тој поглед дали ќе се гласаат проектите во интерес нивни или не. Тие ќе бидат изгласани со мнозинство во Советот и Крушево ќе оди напред. Мнозинство имате со представниците, односно советниците од македонските албанци? Да. Значи со нив веќе имате договорена соработка? Па преговараме, да. При крај сме со преговорите и веќе сме во тек на реализација на... Прво прашање, кога интервјуираме кандидат од Скопје, овде обично е справувањето со екокатастрофата предизвикана од несобирањето отпад. Има Крушево таков проблем? Имаме. За жал, тој е републички проблем, не е само на Скопје, туку и на цела територија на државата, но тоа не е оправдување за секој од нас како градоначалници. Ние презедовме конкретни чекори, затоа што често се пали депонијата во Крушево. Правиме проект, имплементираме проект заедно со нашите партнери од државата и надвор од неа, со експерти, да интегрирано управување на отпад. Тоа значи примарна и секундарна селекција на отпадот. Ќе поставиме канти уште во самите домакинства, по 2-3. Ќе набавиме преса за пресирање на овој материјал, кабас материјал и така натаму, за хартија, пластика, пет на ниво на општина. И сето тоа ќе го одведиме до регионалната депонија, каде што веќе имаме договор како 17 општини во Пелагонискиот плански регион. А во телефонскиот разговор со вас ми рековте од Крушево почнува се. Сега земам предвид тука дека 2 мандати сте веќе градоначалник, 3 мандат барате. Според изборните резултати на СДСМ, Крушево практично може да остане една од ретките социјалдемократски упоришта со оглед дека вие добивате 3 мандати. Зошто е тоа така? Затоа што Крушево е револуционерно. Не е само револуционерно, туку е и слободарско.
сите здраворазумни граѓани или мнозинството граѓани, без разлика на пол, етникум или било каква друга поделеност, ги препознаваат нашите политики на заедништво, еднаквост и Крушево кое се гради и променува во секој поглед од општественото живење. Ако Крушево беше запоставено, заборавено и буквално на колена, денес Крушево се гради и променува. Се изградија доста патишта, канализациони системи, водоводни системи, инфраструктура во секој поглед, спортска инфраструктура. Денес имаме светски првенства во Крушево, европски првенства, меѓународни настани, културни и така натаму. Крушево беше прогласен за град на културата. Еве сега пред 2 недели е прогласен исто така како Green Destination или зелена дестинација. Со тоа започнуваме општ развој на Крушево. Тоа значи дека сте задоволни од тоа како изгледа Крушево по 8 години ваше владење? Па, ако ме прашате дали сме направиле доволно, секогаш имало простор за повеќе. Но направивме разумно, онака како што граѓаните бараа. Решивме доста горливи проблеми и потреби на сите наши сограѓани. Да речеме водоснабдувањето, инфраструктурата. Крушевчани газеа буквално кал до колена. Во некои населени места немаше водовод. Значи тие работи ги изградивме и треба да се унапредува, да се надградува сето тоа. Но со текот на времето ќе биде Крушево, ќе добие вистинскиот сјај и ви го гарантирам тоа дека Крушево ќе биде вистински символ на државата. Добро, велите нов капитален проект во секое село и континуиран развој на Крушево. Има ли проект што може да направи разлика од досега, би рекол, стандардните најави на кандидатите за градоначалници? Тука зборувам за реконструкции, реновирања и понатаму што влегуваат во доменот на секојдневната работа на градоначалникот. Што е тоа што може да направи разлика, што ќе им го понудите на крушевчани? Па имаме неколку капитални проекти, 10 капитални проекти. Во тек се топ 5 капитални проекти кои ќе се имплементираат во наредните 5 години. Пред 2 недели го подпишав, односно пред недела дена го подпишав Cross Border проектот или за прекугранична соработка со Република Албанија заедно со Европската унија, каде што ќе изградиме ново полетиште. Тоа ќе донесе плюс инпут врз локалната економија, каде што Крушево ќе го почувствува вистинскиот инвестициски бум. И во поглед на туристи, каде што досега рушиме буквално рекорди со посетеност, но и понатаму ќе се направи подобра локална економија, нормално кон сите давачи на услуги во Крушево. Од друга страна ќе изградиме огромен парк на местноста Гумења, каде што беше исто така спортскиот комплекс недовршен, нефункционален, недоволно функционален во изминатиот период. Исто така пумпната станица која после 40 години комплетно ќе реконструираме со нови мотори, нови пумпи, внатре нова инсталација, внатре во неа заради да се сето тоа го правиме да се намали трошокот кон ЕВН и овие сите што се доверители до сега, кои комуналното претпријатие беше во загуба изминатиот период, ќе се намалат трошоците за струја и така натаму. Исто така изградба на обиколницата во Крушево, каде што сакаме тешките товарни возила да не поминуваат низ централното градско подрачје, каде што не само што се загадува, туку и доаѓа и до сообраќај метеж и густина во централното градско подрачје. Сите овие проекти кои ви ги набројувам до сега се обезбедени средства, дали тоа од европски фондови или од кредитите кои владата ги најави, меѓутоа истите се разумно имплементираат или ќе се имплементираат во наредниот период. Учествувавте се во проекти на огласот на владата? Да, и во едниот и во другиот. Ако од ЕУ добивате нов грант од 800.000 евра, вели за прекугранична соработка, тие пари ги калкулирате во вашите проекти? Колку ви е буџетот на општината? Буџетот, ако ви кажам, е многу символичен и многу мал. 120.000 евра, каде што ние 99% ги користиме за проектна документација. Сите тие проекти ги аплицираме, дали тоа на фондовите на државата или надвор од ДЕЗЕ, но сите тие до сега се имплементирани. И донесовме десетици милиони евра во Крушево изминатиот период. Ако можам да од ова да заклучам, овие 800.000 евра парите од владата, све практично вие сите проекти ќе ги сработите со данаци. Точно така. Пумпната станица во село Норово, која го водоснабдува цело Крушево и општината, кошта 500.000 евра. Обезбедивме средства преку Европска инвестициона банка. Тоа се грант. Исто така овој парк и овој што го најавив проект на Црнврв, полетиштето за параглайдеристи, се обезбедени средства од Европска унија. Да. Питорескно Крушево.
таков еден епитет, ако му Исто дадам. така имаме и други донатори кои заедно сдруженија на граѓани, експерти кои се Јасно ми е со 120.000 евра буџет, јасно ми е како функционирате. Практично градот е споменик на културата, на историјата и на поновата македонска историја, како што е спомен домот на Тоше Проевски. Сега голем број на туристи од различни области, од различни возрасти ја посетуваат општината, вклучително и спомен домот на Тоше Проевски, каде што младите се пред се во еден број кој што предничи. Ако на тоа се додадат зимскиот, летниот туризам, прашањето е дали Крушево има доволно сместувачки капацитети, па и паркиралишта, она од што сите стравуваме кога ќе одлучиме да посетиме Крушево или нешто во Крушево. Овие години Крушево чувствува експанзија, односно многу привлекување на домашни и странски туристи. 90% преку летниот период се странски туристи. Оваа година имавме светско првенство за параглајдерство и 7 меѓународни надпревари. Тука беа англиското, чешко, словачко, словенско и така натаму. Меѓутоа имавме и домашни спортски, културни и други настани, каде што имавме и аутдор фестивали, каде што за еден викенд имавме 2-3 посетители. Ние сместувачките во капацитети во Крушево ги категоризиравме изминатиот период и покрај приватниот смештај од 1 до 3 звезди и хотелскиот дел. Во приватниот смештај имаме околу 600 категоризирани легла и во хотелите околу 400, што значи 1000. Меѓутоа во летниот период не се доволно. Во поглед на сообраќајниот режим или сообраќајното одвивање, особено во централното градско подрачје, имаме доста проблеми и сакаме во наредниот период да направиме проектна документација за сообраќајен режим на движење не само за возилата, туку и за пешаците. Затоа што централното градско подрачје или јадрото на Крушево треба да го заштитиме повеќе со пешачки патеки и сакаме повеќе секаде онаму каде што имаме можност да направиме паркинг места. Имаме во теке проширување на одделница, да речеме Коча Миленку, направивме 10 паркинг места, на платото на кај Монтана направивме, мислам во теке реализација на паркинг места, под болницата, под здравствениот дом во Крушево исто така. Знаете, ме прашувам од моето детство, ако е некое сеќавање во однос на Крушево во зима, беше возилата се ставаат на влезот од градот и потоа се оди пешки каде и да сме се упатиле. Со оглед дека се работи за таква една географска структура на земјиштето и на самиот град, можно ли е едноставно Крушево да биде зона без автомобили, а да има место каде што ќе се остават сите возила? Освен зитни неодложни работи, Крушево може да живее и затоа што е Крушево секаде блиско. Кај да одите, можете за 2 минути да стигнете од најкраткото до најоддалеченото место. Потребите се огромни на граѓаните, ги разбирам јас нив, но мора да најдеме решение да секој кој има потреба да го остави своето возило, но и оние туристи кои не доаѓаат да имаат непречен прием, наоѓање на соодветно паркинг место, да можат да одседнат дали во локалните локали или во сместувачките капацитети. Добро, ви посакувам успех во недела. Останува уште еден ден да имате да се искажете како сакате, потоа следи настанот предизборниот молк. Томе Христовски, кандидат за градоначалник на Крушево од СДСМ, гостин во тема на денот. Ви благодарам и на вас и покрај сите притисоци од централната власт ги повикувам сите мои сограѓани да ова биде вистински референдум за Крушево и каде сакаме Крушево да го видиме во наредниот период. Во минатото или во иднината. Ви благодарам. Само една представка поврзана со изборниот процес пристигнала во Комисијата за заштита и спречување на дискриминација. Случајот се однесува на повлечената листа на Движењето за национално движење на турците за градот Скопје, откако Државната изборна комисија утврди дека на неа има лице кое е починато. Председателот на комисијата посочува дека во пораст е бројот на представки кои се однесуваат на дискриминација врз жени. Таков и најновиот случај поврзан со аудио снимките на кои, како што се тврди, се слуша актуелниот градоначалник на Кичево, кој користи навредливи и понижувачки изрази кон жени вработени во општината. Дали за овој случај ќе биде отворен предмет, ќе одлучува комисијата на утрешната седница. Само една представка која се однесува на изборниот процес пристигнала на адреса на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација. Според првиот човек на комисијата, таа се однесува на повлечената листа на Движењето за национално движење на турците за градот Скопје, откако ДИК утврди дека на неа се наоѓа лице кое е починато. Дали била направена дискриминација, комисијата се уште утврдува. Една од представките кои се доставени до комисијата е тоа што имаше починато лице, па беше оневозможено починато лице во списокот на кандидати и
практично цела листа беше отфрлена од ТИК. Според Бејзаровски, во пораст е бројот на приставки до комисијата кои се однесуваат на жените. Таков е последниот случај со представката која на 17 месецов пристигнала на адреса на комисијата по објавените аудио снимки на кои се тврди дека се слуша актуелниот градоначалник на Кичево Фатмир Дехари, кој користи сексуални и понижувачки изрази кон жени вработени во општината. Ако се потврди дека се вистините, тогаш ние би оделе со продолжена дискриминација, затоа што во изминатиот период веќе еднаш имаме утврдена дискриминација од страна на градоначалникот во 2022 година, 2021 година, ние не можеме да кажеме дека градоначалникот на Кичево Фатмир Дехари е дискриминатор, затоа што тоа треба да се провери, тоа треба да се утврди и тоа треба да се докаже. Дали ќе биде отворен предмет за однесувањето на Дехари одлука ќе носи комисијата на утрешната седница. Но ова не е единствениот случај кој го бранува Кичево и Дехари во последните неколку години. Лани по итна постапка е одлучено дека направена е дискриминација врз ученици од турска припадност откако општината вработила наставничка која зборува само на албански јазик, но не и турски ниту македонски јазик за децата да ја разберат. Во 2021-та комисијата утврдила директна повеќекратна и продолжна дискриминација по основ на етничка припадност и социјално потекло од страна на Дехари и комуналното предпријатие Кичево кон ромите од населбата Бала Маало поради ограничување на пристапот до вода. Од почетокот на годината досега повеќе од 450 представки стигнале на адреса на комисијата. 95% од препораките што ги имаат дадено се спроведени, а за останатите покренати се судски постапки кои се уште се во тек. Ивана Соколович Најдова, Сител телевизија. Винаријата Монтеко го представи новото македонско премиум вино Волкано. Ова Каберне Совиньон вино е одгледано на вулканска почва, одлежано во француски дабови буриња, што му дава посебна арома и уникатност. Присутните гости на промоцијата беа едногласни дека Волкано е идниот македонски шампион на светските надпревари на вино. Во англискиот паб Корнер, со присуство на вински витези, дегустатори, добри познавачи на вино, јавни личности, политичари и македонскиот джет сет, беше ексклузивно промовирано Волкано, новото македонско премиум вино. Од лозови насади на 600 метри надморска висина, на вулканска почва од сортата Каберне Совиньон и одлежано во француски дабови буриња. Волкано е нешто ново и уникатно на македонските простори. Амбалажата на виното символизира вулканска лава и потсетува дека во светот се ретки винари и вина кои што се одгледуваат на вулканска почва. Ваквата почва гарантира високи вински киселини и богата палета на ароми како и комбинација на извонредни вкусови. Каберне Совиньон или кралот на виното, како што милуваат да го викаат љубителите на вино, рачно набрано од најзрелите гроздови во неколку наврати, го дава својот полн потенцијал во Волкано, со извонредна комплексност на ароми. Виното ферментираше на температура малку повисока од 24 степени, за да се постигне поголема екстракција на бои и танини, а потоа созреваше 14 месеци во дабовите буриња Сегин Моро. Винските витези го окарактеризираа како премиум македонско вино, со карактеристики кои ги нема на овие простори. Вкусот и аромите се буке на димести и графитни нијанси, во комбинација со живописно црвено овошје, слоеви зачини, суптилен бибер и типичен сортен карактер. Нотите на ванила и темното шумско овошје даваат длабочина, додека живата киселост внесува енергија и долготрајност на непцето. Сите присутни на промоцијата на Волкано беа едногласни дека Волкано е идниот македонски шампион на светските надпревари на вино. Наташа Мерсовска, Сител телевизија.